Здраво. Знам дека каснам, знам дека клиентот чека за логово, ама имав многу работа прошлава недела и 300 чуда и врагови. Све и свашта се изнасобра, нема време ни да снимам. Ако снимав брзав, не бев задоволен и да не го тупам, тоа е тоа. Денеска продолжуваме со третото видео, што е презентација на лого дизајн. Значи, отидовме, прво бевме основи на лого дизајн, како се прави, што е лого, тарара, добивме бриф. Втора лекција беше правење на логото, значи лого дизајнот како лого дизајн да се направи, за да имаме нешто за да го направиме ова трето видео, што е всушност презентација на лого дизајн пред клиент. Пред да почнам со официјалниот дел, само да кажам дека ова видео е спонзорирано од Xolo и нивниот настан Xoloverse, кој што ќе се одржи на 8 октомври, а подетално ќе ви кажам во негде во средина на видео или при крај, не знам, ќе видам. Ама немој да правиш скип, многу е битен, многу интересен настане и така да ќе се видиме и таму, а сега продолжуваме со видеото. Го направивме логото што сакаме да го презентираме и сега треба да правиме една презентација за пред клиентот. Ако не си правил презентација, нешто што ќе кажеш што е тоа презентација? Многу луѓе различно дефинираат презентации, значи некои луѓе кажуваат дека презентациите те заменуваат тебе во таа просторија таму, нели? Целата презентација треба да биде нешто као што ти би го зборувал тоа пред луѓе, што според мене е и право и не е право, затоа што нели не е секогаш ти како зборуваш, туку некогаш, добро, почесто е побитно да зборуваш тоа што луѓето сакаат да го чујат од тебе, знаеш. Мојата дефиниција и вајда и сеопшта дефиниција е презентација е структурирана содржина која што создава една целина. Дури јас сум си утнал тоа што сум го кажал, па сега си го поправив. Значи презентација. Пак зборуваме за лејаут, пак е се си е поврзано и се си стои тука, значи од основи на дизајн кој што ги знаеш, ако не ги знаеш, ќе има видеа и за тоа, ама сепак, нели? Си правиш лејаут, си правиш грид, си правиш се, но едно од најбитните работи кои што треба да се направат идат 1, 2, 3. Значи прво нешто е наратив, па следува конзистентност, па следува квалитет. Значи, и да имаш презентација со најлош квалитет, да не си уопште задоволен, што не би препорачал да го правиш тоа, да не ти се случи семос. Значи, јас секогаш гледам прво презентацијата да има наратив во неа, значи да има причина, исто како што барам причина кога правам лого, зашто го направив логото, нели, портокалово, заради тоа. Проблем, идеја, решение и заклучок во целата презентација. Значи тука настапуваш како што човек очекува да биде возен, нели? Тричина во филмови, во драма, во шо и да е, значи секад има тричина, нешто се случува, па имаш експлозијата и на крај расплетот. Без тие основни ствари, било што и да правиш во животот, ќе ти нема поента. Знаеш, ќе се губиш ти сам и ќе го губиш соговорникот или у случајов клиентов ќе го изгубиш. Така да тоа е битно. Знаеш, не сме да заспие на презентација, не сме да му биде досадно пуно текстови или бла бла бла. Значи, дај објасни кој што треба. Конзистентност. Мора да има конзистентност у тоа. Не може да биде сега у првиот чин од Avengers го гледаме Iron Man, у вториот чин се појавува Супермен. Друже, what the fuck? Знаеш, као остае го Iron Man од почеток до крај. И после тоа умира. Rest in peace, Тони Старк. Танос беше право. Значи, тука зборуваме за се. Фонтови, стил, лејаут. Значи, фонтовите, хедлайни една големина, боди текст втора големина, боја ваква, боја онаква. Ако сликата иде увек од десна страна, увек нека иде од десна страна. Или прави симетричен флип од лева страна. Значи, дај малце поозбилно кога правиме презентации, за да изгледат озбилни презентациите, да те свати клиентот озбилно. Не да му праќаш некој грд PowerPoint да ти имам шо
секој може да си преместува, да си изместува кај што сака. Прати му да види кој што треба да види. Не е битен форматот. И PowerPoint нека биде, ама заклучи го да го имам. Глупости. И последно, нели квалитет. Зошто е квалитетот последно? Зашто некогаш не ти иде кога правиш нешто и не ти иде јеби го. Ама гледај секогаш да имаш финални дизајни. Ако мислиш дека логото треба да биде вака, после нема да го преправиш ти после презентација без да знае клиентот или без да побара од тебе, автоматски си многу несериозна персона од случај, автоматски. Значи, квалитетни фотографии. Немај сега правиш 1920-1080 презентација, внатре ставиш 50 на 50 гифче и го зголемиш. Значи 1000 на 1000 да биде и као, ова е фотографијата. Ако ставаш фотографија, направи ја да изгледа кој што треба. Немој да ставиш само ради реда. Исто и со мокапите, значи немој мокапот да биде 200 на 200 пиксела некој сликиче што си го нашол на интернет и само зашмрљај од страна малце, терај мишко. Тоа не се прави баш така, не е и убаво. Значи убав голем квалитетен мокап и она што го кажав и у претходната епизода. Секогаш мокапирај на нешто што си сигурен дека ќе може да се isproducira. Зашто ако му кажеш на клиентот ова, да, може тоа се направи, не. Па што ми го покажеш сега? Don't push the red button момент. Значи, зошто ми го даje да го видам сега, само и после пупу не важи. Направи мокапи квалитетни, одбери, ама што знаеш дека се во рамките на возможното. Не оди кон невозможно, зашто невозможното значи дека си неозбилна персона. Тоа значи. Лесно разбирлив јазик. Преска спомнав. Немој презентацијата да биде, брате, параграфи, писмена по македонски јазик у втора средно, кај што прераскажуваш цела лектира или што и да е. Значи, објаснувај лесно, едноставно, значи да биде добро за уво, знаеш. Зашто претежно кога збориш за дизајн, кон не дизајнери, човек кој што не е во дизајн светот, претежно звучиш као да си германец некој и да имаш против некој и цел свет да е против тебе и да е управо. И такви ствари, ме сваќаш. Звучиш никој не те сваќа, замисли го тоа сега напишано. Колку е тешко он да го скапира тоа, тек па да го изговори или да го isпроцесира у глава како да го изговара. Значи, намали го јазикот на разговарање со клиент, затоа што, брат, никој нема да те разбери, само ќе каже, окей, ја ова не сваќам, Alt F4, move to trash, фала, не ни се свија, чао. Нешто повеќе. Сега, нешто повеќе, она стаи 20% плюс од тоа што ти побара до клиентот, као. Зашмекај го малце. Може, не мора, се преферира, ама знаеш, ако не ти иде од рука, не ти иде од рука и тоа е тоа. Што не смее да има една презентација. Ова е, значи, се што кажав пред малце, се друго што ќе помислиш, не треба да има, знаеш. И ги кажав стварите, не ставај грди слики, не ја пренатрупувај презентацијата со, тоа го имам приметено последниве неколку пати, некои луѓе што ми праќаат портфолија или ствари. Са no offense, не ве кажувам по име, само кажувам што гледам и ова го гледам кај повеќе луѓе. Ти како дизајнер, ти не смееш бе брат, ти да се плашиш од бела боја, од празен простор. Тоа е работа на клиентот. Клиентот вика, зашто е ова тука све празно? Јас сум платил за цел билборд, сакам цел билборд да биде полн. Знаеш, ај малце, да ја едуцираме дека празен простор значи чистота, значи, само доверба. Дај, ве гледам сите нешто у позадини ставате некои патерни, некои глупости, некои точки брат. Освен што ствараш дистракција, ништо друго не ствараш со тоа, ме разбираш?
Знаеш, на што да се фокусирам? Да се фокусирам на тие глупостите позади да барам каде патернот не се спаја, или да видам кај ти пукнала сликата, или да го читам текстот, насловот што го имаш напишано, или да го читам боди текстот, или да го читам текстот со сиво одоздола што е транспарентно, па сега со позадината се. Вака прави, значи, хируршки, значи, болнички, чисто, бело, па, или стави една боја само, нека не е бела боја, стави боја, стави портокалово, стави лилјакова, стави плава, стави жолта, стави бела. Знаеш, кај ви текно е да ти имам да некој позадинчиња, зошто ова бе, зошто бе, што? Рачунај сега, еве, ова, чекај, се гледа. Значи, еве, рачунај го ова, и се ја на ова му земам и почнам со Брашов. Вака да правам, па сега селектирам, деселектирам позадина, деселектирам текст, ова групирам, може да биде и поголем, транспаренси му ставам multiply, па сега ова ќе дојде тука испод, па сега ќе му направам малце вака, па ајде opacity, до тука opacity, или уште полошо, ќе го одгрупирам, ќе го направам multiply и ќе му гледаш овие глупостиве и ќе му намалам вака opacity и еве тја позадината, арт позадина, и сега уште ќе ги земам и овие две тука колку и да ги земав, effects, блур, гошан блур ќе му ставам така. Вау, брат ми, артови, еј. И ова ти е тебе сега, што прво треба да гледаш? Тука. Ова позади што прави? Ова напред што му е? Зошто во очите имам нешто на што се појавуваат оние црвени во очи? Дали треба текстот да го читам? Дали... Готов си. Толку. Не ги комплицирај работите за џабе. Значи, не комплицирај за џабе. Најглупа работа на свет што можеш да правиш е да комплицираш. Зошто да е комплицирано кога може да е многу едноставно? Или ако више правиш некои глупости, например, направи, бела топка, што ќе стои вака некако, појма немам. Знаеш, ама нека биде, ајде бе, за гласање нешто сега. Знаеш, нека биде прво тука, па после нека дојде тука. Знаеш, на следен слайд, да има некоја игра, да има функција. Значи, не ставај работи во презентацијата кои што немаат функционална вредност. Воопшто. И толку крај. Ете, најбитната ствар, што не сме да има презентација, дистракции. Толку. Soloverse. Што е тоа? Soloverse е настан, бесплатен онлайн едукативен настан за фриленсери од Европа. Значи, сите ние што работиме фриленс, увек имаме мака со, не знам, со Payoneer, со PayPal не ни имаме, разбираш? Па прати ми фактура, па не си направил фактура, па си, не знам, си искочил, си заборавил, си направил глупост. Soloverse е местото каде што ќе ни бидат објаснети сите ствари, како се прават фактури, кои софтвери се користат, како се користат бизнис планови, дали имаш агенција, дали немаш фирма, дали имаш ова, дали имаш она, дали си ДДВ, што и да е, дали имаш сметководител, дали имаш канцеларија, дали плаќаш да остаеме сакам само fucking да работам. Тоа е работата, тоа е проблемот. Значи, не можам ја да бидам тој што се замара за све и тука сега ја да ги објаснам сите ствари. Затоа Xolo е уствари тој што ти помага на тебе за овие работи. Регистрирај се на првиот линк доле у description, ќе се видиме таму и дај да научиме нешто како подобро и поефективно да правиме пари, друго правиме тоа што го сакаме. Бива, се гледаме после, сега назад у видеото. Завршивме со дистракции, готово, толку крај. Сега следува, нели, како да направам таа презентација.
Како да го објаснам сега ова? Знаеш, како се прави презентација? CTRL-N 1920-1080 си правиш файл. Се овие технички ствари, не знам дали стварно треба да ги објаснувам многу, ама еве некој грид. Гридот што го имам направено е ваков, нели нема да биде лилјаков, таман работа. Значи, што сака авторот да каже со ова? Ова е гридот, поточно леаутот. Еве го просторот за текст. Мала слика, хоризонтална, вертикална слика и овие исто може после да се делат како ти душ. Значи гледај, сега бенто, ама не е баш, мислам, е бенто, ама не е баш бенто грид, така да можеш да си играш. Твоја работа е тоа како ќе го правиш, зашто ќе правиш. Моите презентации од прилика изгледаат вака. Правење презентација е мање више личен избор и нели ги пратиш сите стандарди, сите основи на графички дизајн кои што ги знаеш, кои што треба да ги знаеш и треба да работиш со истите, истите ги спроведуваш во презентацијата. Значи, доколку ги следиш битните ствари, што треба да има презентација, треба да има приказна, треба да има проблем, треба да има решение, треба да има плюс ствари, ова треба да има, ова не треба да има, значи треба да има конзистентен текст. Леаут е нешто што, нели, има луѓе попаметни од сите нас, особено од мене, кои што имаат направено многу убави леаути во животот. И сега не може ја да седам тука како некој куребер да се расправам дека ја ќе направам боле леаут. Може би за некој 10 години, 20 години евентуално, ама сега за сега, знаеш, искористи нечив леаут, види зошто е добар, зошто не е добар. Пак, кога се инспирирај се од тоа што е добро и од тоа што не е добро. Ме разбираш? Значи, кога правиш презентација, најди презентации, туги, види што правеле, како правеле, види што се свија, што не се свија. Искористи еден дел, другиот дел, подобри го. Тоа е исто одлично решение. Значи, подобри го другиот дел и тоа си е окей. Како ќе направиш презентацијата е твоја ствар. Ја не можам да те учам како технички да правиш презентација, зашто е малце смешно. Па не е смешно, ама знаеш, не може ја да правам презентација за најголемиот проблем со овие вакви работилници и глупости кои се прават е кога ќе направиш нешто, претежно луѓето гледа да го направат истото. Сега, јас сакам да е малце поразлично. Дај не прави нешто што е исто, направи нешто што е твое лично, па да го разгледаме заедно, дојди на Discord и ќе разговараме на темата, а умеѓу време изгледај ги другите две видеа, изгледај го ова уште еднаш како видео и остани ми у најдобро здравје, како да ти кажам. Ќе има целата презентација, тоест ќе ја направам деновиве и ќе ја ставам на Discord како таква, така да дојди на Discord, ќе правиме муабет. Умеѓу време не заборавај, 8 октомври, регистрирај се на Xoloverse. Тоа е тоа, нови видеа наскоро, сега сум малце полабав со работа, така да нови видеа ќе има наскоро. И се гледаме, дечки, друго не знам што да кажам, освен тоа. Чао!